Почитувани, помина една година од владењето на СДС. За жал, граѓаните не само што не го почувствуваат доаѓањето на животот, кој во предизборната кампања им беше ветуван, туку истите на свој грб секојдневно ги чувствуваат погубните политики во сите области. Здравството никогаш не било во покатастрофална состојба. И наместо владата, предводена од СДС, начело со министерот Филипче, да сработи нешто корисно, истата презема фатални експерименти на штета на народот. Нема вработување на лекари, нема специализации, нема плата од 100.000 денари за лекарите специјалисти. За жал, ниту Прилеп и прилепчани нема да бидат поштедени од лошите политики. Министерот Филипче го остава Прилеп без биохемиска лабораторија после цели 50 години. Со најновата мерка за централизирање на лабораториите, Прилеп останува без лабораторија за неопходните испитувања на крвта. За иронијата да биде поголема, околу 130.000 граѓани, жители од нашиот град и околните места и околните општини, нема да може да извршуваат испитувања на крвта во Прилеп како досега. Истите ќе бидат принудени да патуваат до лабораториите во Битола, а вработениот кадар од лабораториите во болницата и здравствениот дом 53 на број, најверојатно ќе биде оставен на немилост. Се поставува прашањето, дали тие ќе бидат прераспределени во друг град или ќе останат технолошки вишок. Ова е типичен пример на уназадување на здравствениот систем. Подсетуваме дека за време на нашето владење околу 30 милиони денари беа вложени во набавка на нова опрема во болницата Борка Талевски во Прилеп. Се набавија 4 ехо-доплер апарати во одделенијата на рентген, интерно, урологија и гинекологија. Оперативен стол со сателит светло за операционата сала на гинекологија, хирургија и ортопедија. Мобилен РТГ апарат на ортопедското одделение, 5 пациент монитори, 1 апарат за анестезија и компјутерски томограф кој беше крајно неопходен за потребите во градската болница. Исто така, за ова установа се набави и дигитален мамограф. 5 милиони денари беа потрошени за набавка на апарати за диагностика во лабораторијата, спортска и трудова медицина во јавната здравствена установа Здравствен дом. Во оваа установа инвестиравме и во комплетно нов возен парк. Набавивме нови санитетски возила за службите на итна помош и домашно лекување. Од болница, во која се вложени над 1 милион евра за реконструкција и набавка на нова опрема од претходната власт, сега Прилепската болница е сведена на најниско ниво на здравствена заштита, без лабораторија за најобично испитување на крвта. Небулоза на 21. век. Со кој образ министерот изјави дека ќе ги фрли биохемиските апарати кои биле обезбедени од претходната власт? Зарем е лошо да се набавуваат апарати за здравствените установи? За жал, владата предводена од СДС засега не набави ниту една пинцета, камоли опрема за здравствените установи во Прилеп. Според Филипче и СДСМ, очигледно набавката на нова опрема не е реформа и приоритет. За Филипче и СДС приоритет е само деструкцијата и уништувањето на се што е претходно инвестирано. Токму поради тоа, оваа ненародна власт мора да си замине што побрзо, затоа што граѓаните заслужуваат подобрување на здравствените услуги, наместо празни, погубни проекти кои ќе го уназадуваат здравството. Благодарам.